Февруари е еден од месеците кога на пазарите се нуди еден од култните национални земјоделски производи спанакјот, производот без кој немаше да постојат многу македонски специјалитети. Во нашата кујна, зеленолисниот производ е присутен од 17-тиот век и од тогаш тој засекогаш најде задолжително место на трапезите. Иако спанакјот се употребува и конзумира на многу начини, сепак неговото клучно место е во специјалитетот тавче гравче, познат во сите балкански земји и пошироко. Практично нема куќа каде овој специјалитет не се подготвува барем неколку пати во годината. Обавезам со спанакче, често, преку еден петот тавче гравче. Да. Колку често? Па еднаш неделно. Освен во овој толку почитуван специјалитет, спанакјот има и друга широка употреба. Со месо. Тече, него онедоме спанак, со спанак зимаме банички. Па како да ти речем, со салата. Мислам, ако и правиш манџичка, запржам кромитчето, ставам и оришче, ставам спањако се испржа и оришче една рака, две и готово. Или па без оришче, ако ставиш брашно, ќе ставиш малку и готово. Денес на Штипскиот пазар спанакјот го имаше на голем број тезги, а продавачите се единствени дека интересот за него има. Кога се сее, колку време му треба за да порасне и да биде подготвен за конзумирање? Спањако го сеам октомври месец, после ајварскиот пер го сеам. Може и после декември месец, кога сакаш тогај. Еве сега имам пасеено спањак за Велиден да дојде нататък. 60 дена готов. Ама фолиски. 60 дена. 50 до 60 дена. Инаку, освен по вкусот, кој е негова главна карактеристика, спанакјот својот авторитет го има изградено и со следното: фолна киселина, витамин А, витамин С, железо, магнезиум, калциум, калиум, витамин B6 и витамин Е. Освен спанакјот на Штипскиот пазар, денес се купуваа и другите традиционални производи по следниве цени: портокал 35, јаболка 25, лимон 50 денари за килограм, марула 20 и силка 40 денари за парче, домат 120, банана 70, кромит 30, компет 35 и цвекло 40 денари за килограм.